и општината е некако во офсет ситуација или затечена. Како да постапи? Јас на јавната расправа кога беше овде во Провишти, бидејќи добар дел од заштитеното подрачје на Осогово опфаќа општина Провишти, го покренав ова прашање, на кое што беше тогаш и Деспин Одмети, Јана Петровска како директор на животна средина. И викам како може да се донесе влада, оставам дека имало некои анализи и студии тогаш, а ние како општина да сме запознаени на самој, односно до момент да доаѓа веќе одобрението за градба. Во кое што јас како градоначалник сум се обврзал да работам во рамки на законот. Што ќе се случи ако добиеме тужба како општина? Бидејќи сите институции дале дозвола, па дури и приклучок за електрична енергија. 2017 година општина Провишти дава негативно мислење, кое што не се зема во предвид од страна на Министерството, и тие си добиле концесија, па потоа низдана дозволи, за да веќе отпочнати со градба. Ако јас како градоначалник добијам, или општината добие тужба, у кое што добиеме правосудна судска одлука да постапиме, да издадеме одобрение, а при тоа бараат надокнада од, ајде, ќе ги дам со бројки, од 500-600 илјади денари. Во тој случај ќе биде несовесно работење на градоначалникот и ќе добиеме кривична пријава и плюс одобрение за градба. Министерството за животна средина мора согласно Архуската конвенција да идентификува засегнатата јавност во проектите како што се изградбата на малите хидроцентрали и во постапките на доделувањето на концесиите и водните права да по идентификување на засегнатата јавност истата да ја консултира и да го земе нејзиното мислење во предвид. Во оваа ситуација со изградбата на малата хидроцентрала, во постапката за изградбата на малата хидроцентрала Штолковица Рудари, засегнатата јавност, односно местната заедница не била воопшто исконсултирана, па тука се поставува прашањето чиј интерес штити Министерството за животна средина. Јавен и врвен јавен интерес е заштитата на водоснабдувањето, па така местната заедница мора да биде консултирана во постапката на доделување на водна дозвола и исто така во постапката на доделување на концесија. Се наоѓаме во една средина која што пред неколку месеци Министерството за животна средина ја прогласи за заштитено подрачје. Значи Осоговските планини се едно заштитено подрачје и апсолутно не треба изградба на вакви мали хидроцентрали. Ние знаеме дека Македонија е земја на сонцето, треба да се искористи сето тоа. Значи се повеќе на фотоволтаици во оваа наша